Здраво и добре дојде во училницата по македонски јазик. Нашето денешно прашање е како да составам реченица. Многу едноставно, затоа денес ќе ни помогнат неколку парчиња зеленчук и неколку тегли во кои што се подготвува вкусна зимница. Еве како тоа изгледа. Наскоро ќе видиме 3 тегли. Од првата тегла ќе одбереме збор. Од втората тегла ќе го одбереме зборот кој што е најсоодветен на првиот. И веднаш ќе добиеме реченица. Токму така, многу брзо и многу лесно. Но сепак таа реченица сакаме да ја разубавиме. Затоа ќе ја употребиме третата тегла во која што се кријат неколку зборчиња со чија што помош прашуваме. Но да видиме како тоа изгледа. Во првата тегла имам 3 збора. Еми, лично име. Орел, име на животно или поточно птица. И лале, име на растение или попрецизно убав цвет. Јас ќе одлучам да го одберам името Еми. Еби може да цути, но може би само во песните. Може да лета со авион, или со змеи, или со хеликоптер, но сепак зборчето лета сакам да го сочувам за орелот. Она што Еми може да го прави, а не може да го прават орелот и лалето, е купувањето. Затоа зборчето купува ќе го додадам на зборчето Еми. Кој купува? Еми. Што прави Еми? Купува. И етеа мојата реченица. Еми купува. Но оваа реченица ми е многу едноставна. Затоа, со помош на зборчињата каде, кога, што и како, оваа реченица ќе ја разубавам на неколку начини. Но, чекор по чекор. Оваа трета тегла ќе ја имам овде пред себе, за да ме подсетува на моите задачи, идеи и едноставно начини на кои што можам да ја разубавам реченицата Еми купува. Гледам во теглата дека зборчето ме упатува на тоа каде купува Еми. Еми може секаде да купува, но бидејќи станува збор за зеленчуците, некако ми е најлогично тоа да се прави на зелените пазари. Затоа мојот чекор број 2 ќе биде Еми купува на пазар. Чекор 3. Еми купува на пазар. Кога? Велам во саботите. Во чекорот број 3 ќе размислам што е она што го купува Еми. Може да купува и овошје, и зеленчук, но бидејќи денес зборуваме за зеленчуците, јас ќе се одлучам за нив. И ќе дополнам. Еми купува зеленчук на пазар во саботите. Чекор број 5. Како купува Еми? Како таа тоа го прави? Па, веројатно, радосно, среќено, но ајде малку да размислам. Сепак, најсоодветниот збор е со задоволство. И затоа ќе речам, Еми со задоволство купува зеленчук на пазарите во саботите. Имам цели 5 реченици, а започнав само со една. А сега ќе направам еден дополнителен чекор. Ќе составам 6-та поред реченица, но нема да следам правила, ќе ги следам своите мисли и своите идеи. И ќе кажам која е Еми, таа е мојата соседка. Истовремено сакам да го опишам зеленчукот кој што таа го купува. И веројатно е свеж и убав. А затоа велам, мојата соседка Еми со задоволство купува свеж зеленчук на пазар во саботите. Цели 6 реченици. Во првата тегла ти преостанаа уште 2 збора, орел и лале. Во втората тегла ти преостанаа зборчињата цути и купува. На истиот начин, следејќи ги овие чекори, твојата задача е да составиш реченици со преостанатите зборови од првата и втората тегла. Имај пред себе остар молив, гума и секако тетрадка со соодветни линии за пишување. Внимавај на почетната буква и внимавај на интерпункцијскиот знак на крајот од реченицата. Состави колку што е можно
повеќе реченици. Забавувај се!